Кои се најголемите проекти кои ги најавувате за изборната единица број 3? Она што е особено важно за изборната единица 3 би го поделил во три сегменти, како прв сет на проекти, односно мерки на кои што ќе биде фокусирана новата влада на ВМРО-ДПМН е инфраструктурата. И тоа во неколку пати го најавувам, бидејќи градовите, општините кои што се во изборната единица 3, особено Делчево, Делчевско и целата Мелешевија, барем во овој сегмент, низ годините наназад беа помалци или повеќе запоставување. Фокусот ќе биде најпрво да се доизгради она што го оставивме на СДСМ, а буквално еден клинец не закова, изградбата, односно завршувањето на експресниот пат Штип-Кочани, исто така Штип-Радовиш. Експресниот пат кој што го најавивме, кои ќе го поврзуваат Куманово, Крива Паланка до граничниот Превин со бугарската граница. Но она што исто така мощно значење за целиот овој регион е дека буквално веднаш ќе почнеме со подготвителни припремни действија за да овозможиме што е можно побрзо да започнеме со реализација на така наречениот коридор 8А, кој што сметам дека за Мелешевијата, Делчево и Делчевско е и како битно. Вториот сегмент ќе се однесува на земјоделието. Земјоделците и се што е поврзано со земјоделието е од особено значење за нас, е од особено значење и за државата, бидејќи на крајот на денот тоа се тие вредни, трудолюбиви луѓе кои што всушност ја хранат и целата држава. Она што ќе биде главен приоритет покрај овозможувањето на 160 милиони евра годишно да се исплаќаат субвенции, првиот и најважен приоритет во овој сегмент ќе биде навремената исплата на субвенции. Со тоа сметаме дека на сите земјоделци, без разлика во кој сегмент се занимаваат со земјоделие, ќе им овозможи известност и планирање и развој во или понатамошното делување во земјоделието. Третиот приоритет секако е економијата. Зголемувањето на платите, зголемувањето на пензиите. Зголемување на платите за 25% или некаде по околу 6.500 денари повисока плата за секого. Зголемувањето на пензиите за 20% или некаде околу 3.000 денари повеќе за секого, но исто така и како многу битен момент намалување на невработеноста од 10% во 4 годишниот мандат и нормално целиот сет на мерки кои што ги предвидуваме во економијата. Враќањето на рамниот данок, неговото намалување на 8%, 4 милиарди евра домашни и странски инвестиции во следните 4 години, реиндустриализација на државата, буквално се она што го предвидуваме со економскиот сет на мерки. Доколку победи обновата на предстојните парламентарни избори, за колку време очекувате некакви промени во економијата во нагорна линија? Јас би одговорил на начин што обновата победува и бидете уверени дека првите мерки кои што ќе бидат превземени и резултатите од истите ни ќе можат граѓаните да ги осетат уште во првите 100 дена од формирањето на новата влада предводена од ДПМН. Што мислите во последно време, гледаме дека има застапена црна кампања против вас, што мислите за црната кампања против вас и што би им порачале на политичките противници? Што би порачал? Би порачал, слободно нека продолжат така, бидејќи во се она што имавме прилика да го видиме, а за што не обвинуваат, не видовме ниту како 300.000 евра се земаат, нити како се споменуваат или се договараат 2, 4, 6, 8 милиони евра провизии за донесување на судски одлуки, нити ги видовме Луи Витон куферчињата со милиони и милиони евра, кои што, како што слушнавме од веќе обвинетиот, односно веќе виновниот во тој процес Бојан Јовановски, дека директно завршувале кај Вице и Зоран Заеви, значи ништо од тоа не го видовме. И сега има една ситуација каде што во очај, каде што буквално во немоќ, бидејќи немаат буквално со што да се пофалат, дека се обидуваат да го извалкаат моето име чест и угледот, меѓутоа уште еднаш го подценуваат македонскиот народ, бидејќи сметаат дека на тој начин може да направат некаква разлика. Слободно секој одбира начин како ќе делува и како ќе води кампањата, и јас
до некаде ги разбирам, бидејќи, како што реков, нема буквално со што да се пофалат. Јас веќе во неколку наврати го кажувам, тоа е сега повторно ќе го повторам овде од Делчево, еден човек од државата, ама апсолутно еден човек од државата. Било кој, небитно дали е ВМРО, дали е СДСМ, дали е македонец, албанец, турчин, бошњак или било кој друг. Еден човек нека слика, не мора на официјален медиум, на социјален медиум, нека објави еден проект кој што СДСМ го смислиле, го финансирале и нека не мора да го започна, да го завршиле, барем да го започна. Такво нешто не постои. Зошто? Бидејќи станува збор за најнеспособната влада во историјата на државата, чишто единствен интерес е криминал, корупција, лаги и манипулација. Едно прашање, колку очекува да тој излезноста да биде вака кога се среќават со веганите, што гледат и излезат ли? Очекувам во изборната единица 3 да има можеби најголемата излезност на територијата на државата, далеку поголема од она што веројатно СДСМ преку своите механизми се обидува да влијае на народот, бидејќи на народот му е доено преку глава. Поддршката која што имаме помеѓу граѓаните, дали тоа кога јас сум присутен во тие посети седби со граѓаните, дали се нашите кандидати за пратеници, овде со нас имаме Драган Ковачки и Кристина Смилевска, значи буквално на сите нас најголем дел, огромен дел од населението, од луѓето кои што живеат во изборната единица 3 ја даваат поддршката, бидејќи, како што напомена, преку глава им е од целото понижување на македонскиот народ, од свитканата кичма, од буквално урнисувањето на македонската држава.